на наше големо задоволство, конечно тука до нас е легендарниот фудбалер Благој Митев, кој има настапувано долги години за победа. Тоа е периодот кога е жител на Прилеп од 1970 до 1978 година. Добар ден, еве и повторно сте тука во Прилеп, односно по кој знае кој пат. Добар ден, пред се поздрав за вас и за вашите слушатели. Овде често доаѓам, бидејќи и Прилеп е еден од не поумилените, еден од најумилените градови, затоа што доста време го поминав не само фудбалско и младиот живот овде во Прилеп. Како се случи да дојдете во Прилеп 1970 година, чинам сте имале 14-15 години? Па овде настапува тогаш Благој Статов, Александар Трајков и Ванчо Дрвошанов, па и јас ја пратев победа уште во тоа време и затоа јас пробав, покушав и успев да дојдам да тренирам во тоа време во младинските екипи на Победа и така почна и мојот живот и мојата спортска кариера овде во Прилеп. Кој ве забележа за да ве повика и кој ве подзеде така за да дојдете во Прилеп? Па пред се јас само иницијативно. Без немав бидејќи јас го завршив 8 оделение и сакав средно да завршам и сакав токму овде во Прилеп, ама во Прилеп да учам исклучиво ако можам да имам можност да тренирам во Победа. И по тој услов се запишав овде средно економско и затоа дојдов и продолжив овде да тренирам и настапував за Победа. И се изборивте рано да заиграте за првиот тим. Кога се случи тоа? Па тоа се случи 74-та година во втората тогашна Југословенска лига. Тогаш Победа имаше доста добри и квалитетни играчи и Победа беше една екипа која што каде и да гостуваше, секоја екипа имаше респект спрема Победа, затоа што Победа е еден стар клуб со традиција, каде што изникнале и поминале доста квалитетни играчи и така каде и да гостувавме, Победа беше со респект пречекувана. Дали се сеќавате на првиот натпревар што го одигравте првенствен во адресот на Победа? И тоа како се сеќавам, тоа беше на натпреварот Приштина Победа во Приштина. 6 кола Победа немавме освоено бод на страна и тогашните тренери, Бог да ги проси, Каше Крстевски и Кирил Аневски ми беа тренери и тие ја водеа првата екипа и тогаш во Приштина дебитирав одмак прва постава како лев бек и од тој момент останав во првата екипа редовно да играм. Други позначајни мечеви, еве јас би спомнал еден големо дерби Победа Вардар 2:0 овде во Прилеп. Вардар се бореше да влезе во првата Југословенска лига, а Победа го совлада со 2:0. Многу публика. Таа година точно Победа, аспирантите сите што сакаа да влезат и Раднички Пирот, и Трепча, и Вардар, овде беа поразени со сите три екипи беа поразени, кои со 2:0, кои со 3:1. Исто така, мислам дека доста рекорден број на гледачи имаше овде, нешто повеќе, како што велеа, повеќе од 20.000 гледачи. Вардар беше во доста добар, силен состав, али овде го положи оружјето и бевме подобри. Во тој момент и Победа имаше доста квалитетна екипа и затоа имавме и добри резултати. Што ќе ни кажете за прилепската публика? Па јас и ден денеска зборувам и дури ми е жал како овде во Прилеп и ден денеска нема да играт прва лига, затоа уште на времето
зборува и зборував и јас уште зборувам дека Прилеп е еден од најфудбалските градови не само во Македонија, во бивша Југославија, дека се броеше еден од најпосетените стадиони во тогашна Југославија после задната четворка во Југославија. Беше еден од најпосетуваните стадиони. И секоја нормална утакмица имаше 6, 7 и 8 илјади гледачи, а за некоја дерби и да не зборувам, полн стадион 15-20 илјади гледачи. Како се чувствувавте од психолошка гледна точка кога излегувате од соблекувалните, а преполне стадионот толку илјадници гледачи? Па ви, тоа е чувството и тука секој спортист треба да тежне и да сака да игра пред голем број на навивачи и овде уште со самото излегување од соблекувална одма се гледаше големата трибина каде што веќе беа на нозе скоро да не кажам повеќе од 10.000 народ. Значи вие прво излегување и цел стадион е тука? Да, првото излегување таму од соблекувална, од овие постарите соблекувални да кажам, и одма првиот поглед одеше према трибините. И првиот чекор кој да беше играч го направи надвор од соблекувалната веќе беше во очите на публиката. Сега по 8 години дојде разделбата, како се случи да се вратите во Струмица? Па и таа разделба дојде можеби некако и случајно. Во тоа време и Статов ја заврши својата кариера во Холандија, се врати во Струмица и настојуваше да направи клуб, фудбалски клуб кој што со поголеми дострели да може да влеземе во тогашна, исто така во тогашна втора југословенска лига. Не собра повеќе струмичани кои што бевме во другите клубови низ Македонија, така се вратив и јас во Струмица и после тоа успеавме да влеземе во втората југословенска лига. Но иако се вративте во Струмица, тука не е крајот за Прилеп. Ќе го спомнеме и големото дерби кога вие настапувате за Беласица, победа Беласица 1979 година. Вие единствениот гол го давате за Беласица, но 3:1 е за победа. Како се сеќавате на тоа големо дерби кој и ден денеска за кое се зборува во Прилеп? Точно е, и ден денеска се зборува и слушам дека стварно зборуваат дека таа утакмица бил поставен рекорд на стадионот овде Гоце Делчев во Прилеп, бидејќи од цела Македонија имаше гледачи и победа имаше исто така доста квалитетна екипа и ние како Беласица, а и победа тогаш се боревме за влез во втората лига, Југословенска лига, меѓутоа победа со повеќе подобра желба, со повеќе успех, успеа да не победи со 3:1, али сатисфакција, ето, тој единствен гол на овој рекорден број од гледачи го дадов токму јас. И да ни кажете уште на крајот, што сега во 2025 година вие работите во фудбалов? Јас и ден денеска уште се занимавам со фудбалот. Моментално сум во составот на тренерите на фудбалскиот клуб Беласица. Други ја водат, мислам, екипата, али вака како по големо искуство, ако има нешто потреба за помош, тука сме и помагаме и еве денеска дојдовме овде во Прилеп. Али за жал ми е што ете вака во Прилеп сега пред малку зборувавме за голем број на гледачи, али во задно време не само во Прилеп и во Македонија, во цела Македонија и исто и во Струмица бројот на гледачи е сведен на минимум. А се надевам дека во догледно, во брзо време да се подобри квалитетот и да се врати публиката на стадионите. Митев, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас и поздрав до сите слушатели во Прилеп.